Како ќе реагирате доколку користите лек што ви е неопходен за секојдневно функционирање и преку ноќ поскапи повеќе од 3 пати? Или пак на некој ваш близок, пример, досега сте плаќале 300 денари, а сега наеднаш 1000? Токму тоа се случува во моментов со лекот против астма наречен Фостер, кој преку ноќ поскапе од 300 на 1081 денар. И ова не ги засега само луѓето со астма, затоа што на секој од нас може да ни се случи. Темава што ќе ви ја споделам ја истражува новинарката на Слободен печат Мирослава Симоновска. Што всушност се случува? Пумпата за инхалирање Фостер која користат пациентите со астма и хронична обструктивна белодробна болест ХОББ поскапе од 300 на 1081 денар во македонските аптеки. Една пумпа Фостер има 180 дози. Досега една доза Фостер чинеше 1,67 денари, а од четвртокот истата доза чини 6 денари. Некои пациенти со астма и ХОББ примаат и по 8 дози дневно во почетните фази на нападите. За нив цената рипна од 13 на 48 денари дневно. Мајка ми со нејзината пензија нема да има доволно пари за да издвои 1000 денари за да дише, ни кажа Марија Зафирова, иницијатор на представка за која ќе ви објасниме за кратко. И таа и нејзината мајка се дијагностицирани со астма и вели дека за луѓе што имаат приходи од само 20.000 денари пензија, ова поскапување е неприфатливо. По поскапувањето, засегнатите како Марија и нејзината мајка турбулентно реагираат на социјалните мрежи, објавувајќи фотографии од фискалните сметки со кои биле изненадени во аптеките и подготвуваат официјална представка до Фондот за здравство, до Агенцијата за лекови и до Министерството за здравство со која се бара да се врати старата цена на лекот. Се прашувате зошто поскапе толку? Фостер стана поскап за пациентите откако на пазарот на позитивната листа влегол генерички лек Блоцета, што според ФЗОМ е заменски за Фостер и за кој пациентите нема да плаќаат доплата. Цената на оригинаторот Фостер скокна за пациентите затоа што ФЗОМ го намали своето учество на покривањето на трошокот за овој лек, односно ја намали референтната цена. Во превод, пациентот ја плаќа разликата. Но, има и пациенти што сакаат да продолжат да го користат стариот лек Фостер. Во представката која наскоро ќе биде доставена до сите здравствени авторитети како Фондот за здравство, Малмед, Министерството за здравство, пациентите бараат да се утврди оправданоста за драстичното покачување на износот на доплата што паѓа на товар на осигураниците на лекот Фостер. Фармацевтка што работи во аптека за Слободен печат под услови на анонимност секако ни објасни дека аптеките немаат чар од оваа промена. Од Фондот за здравство ни одговорија на прашањето колку упати се реализирани во аптеките во мај 2026 година, минатиот месец со лекот Фостер, но неофицијално се работи за илјадници пумпи. Еве што новинарката Мирослава Утринова го праша Министерството за здравство. Под 1. Колку луѓе членуваат во комисијата што одлучи референтната цена за Фостер лекот за астма и ХОББ да се намали, па сега пациентите да ја плаќаат по високата цена од 300 на 1081 денар. Под 2. За да се одреди референтната цена се прават споредби со референтните држави Бугарија, Словенија, Хрватска, Србија. Колку пари е Фостер во секоја од овие држави, поточно со кои цени се спореди 1081 денар, колку што се одреди да биде доплатата? По 3. Како изгледаше овој процес и дали комисијата имаше приговор од добавувачот на Фостер и кога точно генеричкиот лек Блоцета, поточно конкурентниот на Фостер, беше додаден на позитивната листа, кој е производител на Блоцета и која фирма во Македонија е носител на одобрението за Блоцета. По 4. Со оглед на тоа што Фостер е направен понедостапен за пациентите поради оваа одлука, какви се можностите за нејзината ревизија и промена и дали ќе ги разгледате? Додека мојата колешка Мирослава ги чека одговорите, прочитајте детално за оваа особено битна тема на нашиот и ваш портал www.slobodenpečat.mk.